No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops. И добре дојдовте повтор на каналот кај BetTeacher Crypto и денеска би сакал да погледаме некои новости кои што се случуваат. Верувам дека ќе имаме некои интересни работи да прикажеме тука. Па така би почнал со нешто интересно кој што верувам дека ќе ви интересира, а тоа е последната Шмита година, односно тоа било всушност 2021-2022 година, каде што сме имале придвижување огромно на пазарот, каде што сме ги формирале пете брана на Елиот според неговите правила и после тоа сме направиле една ABC корекција која се издолжила во бранот С кој што се придвижил до 1,618 од бранот Б, а што всушност ни кажува оваа Шмита година, библиски концепт од јудоизмот и всушност не економски термин по потекло, ама често се споменува во финансиски криптокругови поради циклична идеја. И Шмита всушност значи ослободување или одмор, каде што земјата не се обработува, долговите се простуваат и економската активност се ресетира. И кои години всушност биле Шмита година, тие се 2001, 2008, 2015 и 2022 година. И зошто токму овие години, бидејќи во овие години всушност сме имале и големо ресетирање на системот, а тоа се дотком краш, глобална финансиска криза, кинескиот краш и 2022 година, кога имавме повторно bear маркет за крипто и движење надоле на пазарите. Така да, всушност, овој систем, погледнете, ни ги покажува моментално брановите дека се наоѓаме во ресетирање на овој систем. Можеби тоа ќе биде 2026 година, која ќе заврши тука и подоцна ни следат неколку години раст и огромно движење кое што верувам дека ќе донесе многу профит на луѓето доколку останат во пазарот, а со ова гледаме дека всушност и најголемите играчи, односно JP Morgan, почнува да ги користат Етериум и другите блокчейни, односно криптовалути, а со ова се развива и криптото. И оно што го зборуваме претходно, погледнете, инфлацијата всушност е 1,21% и всушност Павел треба да ги намали каматните стапки. И доколку се навратиме на овој чарт кој веќе го прикажавме, тука можеме исто така да го споредиме и Етериум, биткоин, кој што, погледнете, ја формира долго оваа зона која што можеби ќе заврши вака и ќе имаме се помали и помали bear маркети и нема да видиме веќе онакви bear маркети какви што луѓето секогаш ги гледале во овие пазари. А во меѓувреме, погледнете, имаме огромна распродажба на државните обврзници, а тоа се Јапонија, Велика Британија и Кина. И погледнете, ова е систем каде што всушност годините би требале да бидат добри и лоши. И погледнете, 2026 година се наоѓа повторно на година, бидејќи поред ова треба да имаме некаков ресет на системот. А доколку погледнеме моментално графиконот на останатите криптовалути наспроти биткоин, исто така ќе забележиме огромен триаголник, огромен период на акумулација која што само чекаме да пробие и да почне таа еуфорија која што верувам дека ќе трае многу повеќе од претходната. А оние кои што го поседуваат FED, имаме некаква си шема за FED, веројатно е четвртиот кој ќе го формира и сега може да добиеме пети бран, кој што подоцна ќе заврши во ресетирање на макро спориот бран. Дали тоа ќе биде така, ќе оставиме да видиме, затоа што, погледнете, имаме повторно мало придвижување, а ова беше огромната ликвидација која што ја доживеавме и верувам дека тука веќе имаме акумулација. А потврда за тоа дека блокчейн технологијата се шири, ни го кажува и CEO на UBS банк. И токму она што го имаме сега, би можело да значи да не го добиеме тој циклус кој што сите го очекуваат,
кој што гледам се повеќе и повеќе луѓе го практикуваат она што и ние го гледавме на каналот, дали можеби нема да испадне така и да добиеме некој си мал bear market, но ние очекувавме дека цената всушност ќе пробие тука, ќе имаме ретест на оваа зона и ќе имаме повторно преживување надоле, но сето тоа е сега можеби навалено, бидејќи Twitter е препон со овие, што значи дека и ритейлот вака размислува, а верувате дека големите играчи не сакаат да се движат во правецот каде што ритейл размислува така, а Трамп всушност има многу поголеми планови, освен да го освои Гренланд. Доколку ова се случи, секако ќе имаме огромна волатилност и можеби да се формира дното на овој голем циклус, каде што имаме и војни, а Петар Шив исто така ни кажува дека кризата би можела да биде уште поголема од 2008-та криза која што би можела да се случи во оваа година. Ете, видите колку всушност ова почува да бива мејнстрим и на сите медиуми, што значи дека можеби всушност и нема тоа да го видиме, затоа што овие луѓе се експерти за манипулација. Доколку погледнеме сега биткоин, каде всушност се движи неговиот графикон, немаме некоја многу голема промена, така да погледнеме. Имаме движење повторно надоле во day cycle low, сега чекаме да пробиеме низ оваа тренд линија која што верувам дека е битната зона за биткоин, каде што би можеле да добиеме повторно придвижување на графиконот нагоре до цената од 100.000, можеби и повеќе, или пак доколку овој циклус навистина е различен, би требало да видиме тука затварање, ретест и да продолжиме во циклус, а можеби да го формираме и врвот и дното во 2026 година. Сега ќе се префрлиме на биткоин доминацијата, да видиме како таа всушност се движи. Погледнете, имаме уште нагорно движење и кога всушност сме добиле пат, кога сме имале црвени линии, повторно црвени линии, каде што погледнете што претходно се случило. Повторно неколку црвени линии тука, продолжување на биткоин доминацијата, ретест и продолжување нагоре. Да видиме што ќе се случи сега за сега. Во оваа зона не правиме ништо. Да видиме дали ќе се приближи повторно тука, ќе имаме ретест и силно движување надоле. Доколку се навратиме на USDT доминацијата, ќе можеме да видиме дека имаме повторно придвижување до оваа зона тука и сега е многу значајно да видиме каде ќе затвори овој графикон на месечно ниво, за да успееме да предвидиме можеби нешто што би се случило на пазарот. Накратко ќе погледнеме USDC доминација, која што погледнете моментално излегува од овој триаголник и веројатно имаме ретест и продолжување нагоре. Така да се вратиме сега на златото. Златото моментално прави нови all-time highs, огромно движење за златото, кое што верувам дека малку луѓе го очекуваат тука. И дали ова ќе биде left translated cycle, ќе оставиме да видиме и подоцна да имаме некаков си ресет. Секако ова може да се движи уште нагоре. Новиот циклус кој што треба да го видиме за златото е околу 17-18 февруар, можеби порано или покасно. А да погледнеме само движењето на Етериум. Етериум исто така се движи во некоја си зона тука и би можеле уште да бидеме во оваа зона и да ги ликвидираме тие позиции кои што луѓето на некој начин се коцкаат со нив. И отприлика тоа е тоа што сакам да го кажам. А вие слободно претплатете се на каналот и следете на за секои новости. Го поставам на YouTube каналот. Така да се гледаме во следното видео. Поздрави. Чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down.
with the pickaxe app. Electric Bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my